Почитувани граѓани, почитувани медиуми, пред да ја започнам оваа пресконференција, дозволете ми да изразам најдлабоко жалење и сочувство до семејството на Благојче Илиевски. Денес граѓаните беа сведоци на лицемерието на Димитар Ковачевски. Обидувајќи се да глуми жртва и човек паднат од небото, не успеа да ја сокрие неговата неспособност. Никој, буквално никој повеќе не верува во неговите наводни грижи за проблемите. Додека Ковачевски секој ден спиел по некој час повеќе, во Македонија згаснува по еден млад човечки живот. Дали Димитар Ковачевски чекаше да изгубиме млад човечки живот за да глуми лицемерен душегрижник и сега веднаш да почне да се грижи за луѓето болни од цистична фиброза? Главното прашање е што правеше Димитар Ковачевски веќе 2 месеци, откако болните од цистична фиброза и нивните фамилии беа пред владата на протест, со барање за помош при набавката на потребниот лек, кој за нив живот значи. Многу задоцнето е глумењето на грижа и каење. Наместо денес да барал од министерот Сали одговорност, Ковачевски веќе требаше тој самиот, откако најрано во неговиот живот станал од спиење, да ја изготви неговата оставка и сите граѓани да се спасат од оваа неспособност. Ви благодарам. Дозволете ми да одговорам и на прашање кое што пристигна до пресцентарот на ВМРО-ДПМН, реакција на изјавата на Радев за ветото. Ова е потврда на тоа што го зборуваме веќе долго време. Тоа е недозволиво. Од друга страна, креаторот на спорот е токму владата на СДС, затоа што пред 6 години Македонија немаше спор со Бугарија. Ковачевски се уште не одговара дали уставните измени се последното барање од Бугарија за прекин на блокадата, и тоа е така затоа што апетитите на Бугарија во налет на неспособната и криминална власт на СДСМ се се поголеми. Од друга страна, Бугарија со ваквите чекори го загрозува пријателството. Ви благодарам.